I ova nedela продолжуваме да ги откриваме бисерите во нашата прекрасна Македонија. Денес посетуваме еден шармантен град во срцето на поречијата, преубавиот Македонски Брод. Уште од минатата сезона и ветив на мојата пријателка Кристи дека ќе дојдам да ја посетам и најпрво одам да се сретнам со неа. Многу сум сретна. Па знам си гледа тоа. Ти кажа тоа во првата сезона, Така. ти ме покани, Така, тука така. сум. Па Ми сега. кажа ти ќе ми го покажиш Македонски Брод. Села Македонски Брод ќе те покажам, села Македонски Брод. Знаеш колку сум Додиме, сретна. уште Дека една. дојдев да. Многу сум сретна да ќе Чекај, вистина. премногу е возбудена. Мислам, оти мора директно да продолжуваме. Оти Така. вака, таков ритам, тешко ќе ни биде на денот. Ајде, оди. Аре. Ајде. Повели. О, да. Значи пред се, сакам само да представувам моја свекерва и моја мајка. Мило ми е? Да. Тој си е Добре, Значи, дојдовме. една Филипинка и една македонка. Една филипинка и една македонка. Така. Повелете, Значи, седнете, Значи послужете. секако, ние сме тука сега Македонски Брод, посебно тука и секако пред се е само да јадиме. Само да јадиме. И да Треба пробаме да се домашни. спремам за да јадиме цел Да. ден. Ајде, одиме на маса. Ајде. Ама чекај. Ја мислев ти ги ми преше филипински специалитет. Ова е домашни од свекарва ми што направено и пробате се. Да, Ајде. повелете. Ајде, фала многу. Добра, сега, што имаме? Значи, Што ни секако, направи? ова е пирошка. Пирошка пирошка, што ги е, знам, да, тоа да, е да. најпрвото што јаде во Македонија кога стигна Навистина? во Да, ова е најпрвото, вистина многу ми се допаѓа и мајка свекрва ми направи тоа. И спешалитет ајварче. Ајвар. Па без ајвар е како може? Не оди. Да, Имаме значи, што имаме исто, имаме и пиперки ова пиперка, значи ова исто домашно, значи тоа ја направи тоа и ова е салата, значи мораш да пробаш ова, ова е луто. Луто е. Луто. О. И ова кифлички, банички и панцероти. Панцероти. Што друго? Значи се има, ама денеска ќе шетаме низ Македонски Брод, ќе одиме секаде. Па ајде, знаете што? Па ќе мора да пробаме. Ајде, пробајме. Ајде, Супер. добар апетит. Да, Ти ми кажа повелете. овде, како се ваќе викаш овде? Пирошки. Пирошки, Значи е. има седамче, сигурно не сте посни. Да, тоа се палачинки од сем. со- Палачинки Да, направено, шунка. да. Е така. И ова да пробате. Ова е салаче од свекло и луто. Ова И кажа е од луто. убаво. Значи, Полека, да почнеме. Почнете. Е сега, Да. Ова може да го пресеш. ова може да пробате ова кифлички. Свекрва. Вие направивте ова, салатата. Да, да. Да, Не гледам од има свекло. Цвекло морков, Морков? лопче, Макдоналдс. Добро. И зошто е луто така му додавате Има нешто? лута пиперка, Лута пиперка. везена. Да. Ова е специјалитетот од овој регион? Од ја не го знам. Прв пат што го гледам тоа тако На специјалитет. интернет го Да. најдовме и... Ајде. Да. Да, ама сега сите барат сега за состојките и сите сакат да направи тоа. Да. Е, затоа. Навистина преубаво е. Да, И луто е е. така. Луто Луто. е, луто. Луто. Чекај. И луто е. Да. Чекај. И тоа е познато во тој регион, да кажеме, од Азија и све тоа, оти многу се јади луто. Ама и во Македонија се јади луто. Затоа Се си го јади, си го да. најде, затоа Да. си го најде баланс Лутото овде. било Си го многу најде. корисно. Да, екилибрис. и исто така ова зачини што користите во Македонија е не толку многу голема разлика во Филипини. Затоа се супер. Значи Ето така. и ние со свекрва ми правиме комбинација, се добреме, така и супер. Топ. Ајде. Ајде. Не знам. Јадите. А? Добро, Сам да. госта, ајде Да седните. јадиме. Да. Повелете на маса. Болна.
вистина. Не знаев ти во македонски брод, фами само ти во секој град има убава црква. Ти имаш посебна приказна со оваа црква. И уште нешто. Имаш што се придружи. Моја најдобра пријателка тоа е сакам да знам. Весна. Да, Весна, точно Да. така. Кажи ми ти прво за твојата Значи, приказна што имаш овде. ова црква е многу има значи за мене. Тука Добро. се млачев, тука е Тука се се? венчав. Се венчаше со тука. сопругот, да. Колку години Затоа си венчана сега? Ако можеме да го прашаме тоа. 14 години. 14 години? Сега ова година, да, во јули. Епа, Значи мара. 14 години. Значи ова многу спомени, многу убава, многу, значи ова е многу значи за мене. Значи ова е моја пријателка, ќе кажеш ова е многу историја ова црквата. Он е професор по историја? Не, само таа е многу паметна. Значи, црквата во 2022 прослави 150 години. 150 години од црквата. Да, Добро, окей. имавме преубава прослава. Од адети, еве бидејќи наближува Великден, можеме да го издвоиме, да ги издвоиме великденските кули, кој што е стар обичај, потекнува уште од Отоманскиот империот, кога Окей. да, кога најугледните броѓани во тој период, нели сакале да имаат еден ден во годината каде што ќе бидат, речем, главни. Да, добро. Така да, пошле во Цариград и со злато откупиле еден ден, фактички го одбрале првиот ден за Великден, понеделник. Така да во понеделник наутро се тргнува од тука од црквата. Прво, Од црквата? Да, прво се кружи околу цел град, тоа се вика покрсти. Окей. И потоа околу пладне се враќаме, се собираме тука во црквата, нели има прослава и потоа се формираат тие великденски кули каде што 6 луѓе застануваат во круг, нели вака се држат Во круг се за држат, за добро, вака за раце. окей. Ние сме И- тројца, ама Само во македонски брод тоа. Само во македонски брод тоа. И Добро. на рамо, значи, застануваат уште 6 души. Добро. И од црквата, од предниот дел тука при црквата, одат така до стариот дел на македонски Се шетат? брод. Се движат, значи, а таму е прилично стрмно, значи не е лесно. Тоа символизира, значи, првиот круг што е на луѓе ги представува Темелите, османлиите, Аха, окей. а вториот ред што е на луѓето ги представува македонците, значи христијаните. Дека на тој ден они се над нив, Над нив. фактички над Еден ден во да, годината еден ден се во над годината нив. се над окупаторот Окей. во тој период. Гледај колку интересно. Тоа е доста Убаво, интересно и во Да. понеделник ќе ве покана до сите за секој Великден, прв ден Великден, значи го имаме тој обичај, е доста интересно. Па ќе мора нареден пат мора. кога ќе дојдеме да Мора. дојдеме еден дененик за да ги видиме, за да ги присутиме, за да можеме да ги снимаме. Вау. Така. Научив не пак нешто ново за Македонија. Македонија е полна со приказни, со адети, со такви ствари. Мислам ти немаме доволно време во сите емисии точно. да го покажеме тоа. Одиме понатаму. Одиме па натаму. Ајде, ајде. Весна, ја не мислев ти толку скали ќе требавме да се качиме до овде. 130. Ама ајде. Точно Еј, 143. Колку? кабел, 143. 143 Ама, кабел скар. Смореш? Ама, да. Ама Фитнес вредеше, малку, ама фитнес. вредеше да се дојди, оти навистина овде е посебно место. Не знаев ти имаше како го викаш и ти? Турбе. Турбе. Ете, да. И тоа е посебно за Да, за овде. ова е, Да. да. Интересно е што ова турба е место, значи светилиште и за христијаните и за муслиманите. Да. Како што можете да видите, тука на средина има гроб, има пристрелки, нели, за каде што се поклонуваат муслиманите кои што доаѓаат. Друга интересна работа е што ако можете заприметите, влезот е од јужна страна, обично ли црквите влезот е од западна страна, а олтарот гледа на кај исток, тука влезот не е од Неопако. јужната страна, а олтарот е на кај север. Заради дека доаѓа- муслиманското Да.
Океј. Така. Ама Значи, многу што на ми декето. се допаѓа што двете вери овде Да. се заедно. Нема разлика да кажам. Заеднички се. Да, супер е тоа. Многу ми се допаѓа. Ова било црква на почетокот и потоа кога дошле османлите, значи рестуриле црквата. И почна да го градат Сарајот, значи. Сарајот, тоа на почетокот, таа жолтата зграда што видовме на Тоа е почетокот. турското мало од сем што беше. Да, Добро. Тоа е турски Сарај. Имало клетва, значи Сарајот цело време се растурал. Преку ден го граделе, а навечер се растурал. И заради така што? да заради да се прекине таа клетва, сега не знам како дали на сон никому дошло да се возобнови требало црквата, така да е изградена наново оваа црква и затоа е изградена така во чест на текето, нели? Затоа е така изградена со влезот на кај југ, олтарот на кај исток и еве денес е место каде што доаѓаат на молитва и христијаните и православните и муслиманите, посебно за Ѓурѓовден доаѓаат, има Ѓурѓовден. да на 5 мај, тука е полно, доаѓаат на биле се вика. Заедно. Па И да, муслиманите да, и христијаните. доаѓаат. Вау. Па пак можем да кажам, Македонија е преубава држава, каде живеат различни култури, различни луѓе, а многу сум среќен, оти учам секогаш нови адити и нови приказни. Македонија е богата. Богата со добри луѓе, што гледаш и во цркви, и во храмови се мешаат. Вау, браво. Посебно порече е посебна приказна. Ете така. И еден ден е премногу малку, мислам, за да се посети се и да Па се за тоа види ќе се. продолжиме, и ќе ни Продолжиме. кажеш уште убави приказни за овај убав дел што се вика Македонски брод. Продолжуваме. Ајде да одиме. Ние имаме еден Нашиот представникот градоначалник во Македонски брод. Мило ми е што сте тука, господине градоначалник. Навистина, ја секогаш во емисиите очекувам да ми дојде некој од општината. Не очекував да го имам и градоначалникот денес, да ви кажам право. Тоа е еден изненадување од Кристи. А многу сум среќен да ви имам на маса. Да можете да ми ја покажете, да ми ја представите вашата општина на љубав начин. Ви благодарам, задоволството е мое и благодарение на Кристи, еве денес вие сте гости на територијата на општина Македонски брод и навистина сум почестен што се наоѓате на нашата територија. Благодарам. Во Македонски брод ја често пати споменувам, не се доваѓа случајно, се доваѓа намерно, ама кога една се доваѓа во Македонски брод, тоа се повторува многу пати. Општина Македонски брод е трета општина по територија во Република Македонија, 889 км квадратни. Вау. Имаме 52 населени места, рурални средини, Океј. за жал мал број на жители, но нашата општина ја промовираме, ја развиваме и со сигурност се стремиме да биде првата еко општина во Република Македонија. Изобилува со голем број на природни богатства. Имате посебни специјалитети, кажете Точно, да. Да. Најквалитетниот костен, автоктон, костенови шуми, токму се наоѓаат во поречието Океј. и костенот е со најголеми шеќерни единици. Исто така од костенот го има најквалитетниот мед од костен, Мед од костен, да, окей. и мед од дап. Исто така во Порече може да се забележат имаме собирачи на печурки кои ги собираат врган, лисичара, печурките и смрчак. Смрчак, Така да, од нив се подготвуваат Приубави, да, ги знам како готвач, да. многу ги сакам. Периодата е септември, октомври, новември, така нешто, почеток, кога и сега уште? Да, имат пролетна печурка која е негде во мај месец, крајот на мај и есенска септември, октомври во тој период. Точно така. И јас како градоначалник заедно со граѓаните на Македонски брод и со мојот тим склучивме меморандум за соработка со Агенцијата за промоција и развој на туризмот.
Работиме Агенцијата од Скопје. Да, агенцијата, државната агенција од Скопје и работиме на неколку проекти се со цел за развој во порече на рурален туризам, адреналински туризам, хербален туризам, Хербален туризам. хербален, Што да, за собирање билки, да. О, И интересно. исто така работиме во делот на развој на спелеолошкиот туризам. Имате пештери. Затоа што пештерата со најголем отвор на Балканот Пешна се наоѓа на наша територија. Да, Само на имате. 6 километри од Македонски Брод. Горнослатинска, Долнослатинска пештера се прогласени за споменици на природата. Така да спелеолозите често пати ги истражуваат пештерите и се на наша територија. На моје големо задоволство, веќе трета година сега и официјално ве поканувам, на 1 и 2 јуни се одржува најголемиот адреналински фестивал на отворено Самоков Екстрим, каде што ги оспособивме тие шумски патеки. Се одржува 2 дена со кампинг. Ланска година имавме над 1000 посетители, учесници. Имаме возени со трицикли, со мотори, со велосипеди, имаме и пешачка тура. Во рамките на пешачка тура го развиваме тој хербален туризам, каде што туристите имаат можност да собираат познавачите на билки, ги упатуваат да собираат разни билки. Браво. Костенот е Да, нашиот интересно. символ, го имаме на нашето општинско знаме. Благодарение на тоа веќе 16-та година се одржуваше Костенијада манифестација. Костенјад има случајно, да. Да, а од оваа година ја ребрендиравме фестивал на Костенот. Таа манифестација ни е во ноември и ќе ни биде исто така задоволство да бидете дел од таа манифестација каде што се промовира Костенот и сите преработки на Костен органски. Органски. Имаме едно прашање, извинете да Кристи. Во Филипини има костени? Имаме. Да. Имаме. Не знам Ама ти- само не цело време дека секако на сисон. Да, имаш рецепти со костени? Имаме И ја имам костени. рецепт со костени од Белгија, од Франција. Мислам, градначалник, ќе мора да дојдеме и да готвиме нешто Да способно. дојдете за да вас. готвите Па да. и да ги споделиме. Па рецептите, да. Епа имаме еден предизвик Нај- тука. Направивме обид во Бодрум во Турција се користело многу сладко од костен во мед. Ете така, да, Е, Во тоа. мед од костен и Да, да. сладко е сега нашите локални собирачи на костени правиме обиди да можеме да го направиме и тој производ. Ете што ќе треба да готвам јас. Оти знаете на секоја емисија, на крајот на емисијата, правам една рецепт, готвам во мојата кујна. И собирам неколку идеи што го имам текот на денот, текот на истражување на општината и местото каде одиме, па сега ќе мора да готвам нешто со костени. Со костени Така, обовезно. да. Денес научивме нешто преубаво за Македонски Брод. Имаме најдобар представник, градначалникот од општината, што ни го објасни тоа. Мислам, градначалниче, на здравје. На здравје. Знамо ти не На се здравје. наздравува. За Со здравје. кафе. На здравје. Со раѓа. На здравје, Ајде, живеј. на здравје. На Македонски Брод. Така. И на одиме на десерт. Ви благодарам. Браво. Чекај малку, значи јас дека спомнивме за мед од Костен, сега имаме нешто за вашев Марк. Добро. Значи ова е од небо, значи ова е природни поречки мед. Чекај, небо е него. Не, небо. небо Значи е вратот е небо. небо. Добро. Значи ова е природен поречки мед од Костен. Од Костени? Од Костен да и шумски билки. Ајде. Повелете. Ти благодарам, Да. фала ти многу. И тоа ќе мора Значи- да го употребам да направам еден рецепт со тоа. Да, Ама, убаво да, многу. Додека сме со поклониот и ние не дојдов празни раци. Имам нешто за вас. За тебе ќе имаш и на крај. Така. Ти чекаш, Марко. Добро, добро. Господин, О, имаме шато малку сопот. вино, да. Во Шато Сопот, нашите партнери, со нив, Ви без благодарам. нив, да кажам, не можеме да правиме емисијата како треба. Тоа е дел од нашите партнери. Ви Тоа е благодарам. поклонче Да. за вас. Благодарам. Се надевам ти сакате вино? Да, да, апсолутно. Уживате? Да, Македонско вино? Да, Кој не го македонско сака вино. нашето македонско Да, вино? да. Повелете. Прекрасно. Ви, Ете така. ви благодарам многу. Со големо задоволство. А ние ќе јадиме Почне палачинките Така, и ќе продолжиме. така. А?
Многу ме зезнати, а? Може, како и колената. Еме, ти ми кажеш ли беше кратко, ми леко Како кратко. И со Кратко е, не, скалите, супер е. она со патот до пештерата. Ајде, објасни. Ама има најголем, да. Има, Да. убавина на вистина. Значи- Ајде, кажи ми малку повеќе Значи пештерата е 6 км само од Македонски Брод. Добро. И гледате дека ова пештерата има најголем одвор на Балканот. Да. Има висината 40 метри и широчината е 56 метри и должината е 124 метри. Јас има прилика кога дојдов, што немаше вода. Немаше Сега има вода, полно вода. сега. Како тече Да. толку вода? Од каде доаѓа таа вода? Ова вода фактички планира од селото Крапа. Крапа, добро. Да, одводно доаѓа извира тука. Много, окей. Фактички ова е само влезот на пештерата, Огромно самата е, огромно. пештера, Да. На врвот таму позади има мал тесен простор каде што фактички се влегува во самата пештера. Натре во пештерата значи има и езера, има и риби. кои што Има езера? Таму? Да, има и Ајде. риби кои што се слепени или годебно натре. Аха. И има како човечка кожа, значи. Кожата Ајде. ми е како човечката кожа. Се јадат, не? Не сум ги пробала искрено, а не Е, се можеме зна- ли да тоа се влеземе да ги направи- земиме. Не можеме, Така добро, да добро. Останува Да видиме енигма. тоа нареден пат, да видиме до таму. Да. Ама немам јас Тоа храброст, ќе не сум дојдат толку. спелеолозите наредно. Значи, што обично доаѓаат спелеолози од наши спелеолози од Франција, од Франција доаѓаат ги испитуваат пештерите. Иначе тука има и повеќе пештери, има и во Слатина пештер, има огромен пештерски систем. Има слушано ти овде има нешто со Крали Марко. Што е таа приказна со Крали Марко овде? Легендата кажува да. дека двете сестри на Крали Марко Пеша Пеша, живеела добро. тука, а Аха. Дева живеела од другата страна, во другата тврдина, која што се гледа од Таму тука. качи, добро. Да. Така да, тоа е легендата, дека сестрите на И он Крали Марко скокаше Пеша со коњот, скокаше од една на и друго. тоа Да. останува енигма, не знаеме. А малку долику е за да скока со коњ, а? Многу јак коњ да вале ноќе, а? Најверојатно. Добро. Затоа и го има по сите приказни, по сите легенди. Вајде, видовме една убавина што го има во Македонски Брод, што има во Македонија. Епа, мислам ти треба да одиме сега понатаму. Не чека нешто преубаво, ми кажа Кристи, Така. ќе јадиме нешто специјалитет од овде. Рибче, ајде. Ајде, Одиме на одиме, рибче. одиме таму. Одиме на рибче. Ајде. Ајде, одиме на рибче. Кристи, каде ме донесе? Пак ќе имам проблем денес. Гледај каква преубава Така. маса. Гледам ти има полно различни јадења. Се слуша реката. Имаме риба. Каде сме точно овде? Природно место, добро дојде во ресторан Чифлик во Белица. Белица сме тука. Белица, да. Ти го возевне, навистина И не може беше вистина- да најдам местото. Вау, многу сме далеку да кажеме Преубаво, од Македонски прекрасно. Брод. а? И ние сме, представувам 30 километри. гаститерца. Колку? 30 км. Така ми беше малку чудно, возиме, ти чекај Македонски Брод, до, а?
Одамна го поминавме. Кажете ми малку вие сте собствениците, тоа ми. Ние сте собственици, да. Окей. Добре дојдовте прво во ресторан Чивлик. Благодарам, ние Да. се наместивме на маса. Да. Добро дојде на. И почнавме за аперитивче. Веќе 10 години сте овде во ресторанот. Имаме Добро. направени ресторант за 300 места. 300. Да. Добро, окей. Имаме мотел со 15 соби, со спа центар и со базен. Да ви кажам право, ве разбирам. Оти да се дојди до овде, не е толку лесно, да се најадиш, да се напиеш, после да се вратиш, Да. малку тешко. Многу Затоа добра идеја моделот. што направивте. Да, Епа да, Да. не знам како ние ќе направиме, ама ќе мора да се снајдеме за да се Сега вратиме. ќе мора. Ама многу паметно што направивте. Така. Шефот кој е? Вие сте шеф? Господ... Он е шеф на кујна. Вие сте Ја шефица? шеф на кујна, тој Добро. шеф на цел комплекс. Добро. Вие сте шефица, он е шеф на шефоите. Ете така, добро. Како и секаде. Објасните ме малку што имаме све на маса. Све изгледа превкусно, преубаво. Тешко пак ќе кажам. На масава денеска имаме претежно јадења кои ние редовно ги трошиме за нашите клиенти, Добро. што се најбарани. Окей. И денеска е повеќето на посна, бидејќи сега Да. се постите Да, во Македонија. точно така. Има гости кои доста постат. И на прво место ние, пошто си имаме рибник, рибата, Да, цепената пастрмка Окей. и цела пастрмка, пита со зелка, Пита со зерка. Да. Татаму? ова е Добра, тука окей. пита со зелка, гравче, Гравче, тавче, да, обавезно, да. Гравче, тавче, петулици редени со лукче и со оревчиња, Петулици, да. Со ореви и И со... лук, О, лукче. треба да преубаво да биде. Да. Много. бакрдан, Бакардан, добро. Да. Бакраде. Да. ова е селско мевце во сос. Добро. И овде кога имаме од скарата нашите специјалитети чифлик плескавица и чифлик вешалица. И домашните И колбасчиња. домашни колбаси. Да. Ова што е овде гледам десерт. Ова е овде. за десерт. Добро. Десертот медено срце, колачот, Како? медено срце. Медено Медено срце. срце. О, Да, ова се палачинки со сладко од дуња, кое го Оригинал. правиме од оваа наша дуња тука овде. многу ми се Да. допаѓа. Оте не ми се, Одуња. навистина палачинки, гледај како убаво е Да, направено. убаво Тоа треба да направено. научиме да Така направиме треба тоа. да научиме Да, тоа, навистина. вистина. Ти што готвиш Да, филипински морам да рецепти, го јас. научам, да, ќе ми се Палачинки правиме. Да, А на тој палачинки. начин не го направивме никогаш. Да, Браво. интересно. Многу ми се допаѓа. Така. И сладкото си го правиме овдека. Сами ние се береме од дуњата и баклава. И баклава. Се е и вртено кај баклава. вас. Да. Заради водата, заради Заради нешто. водата. Да. Не, навистина Да се вртат гости. Да се вртат. Така. Убаво кажано. Таква Убаво енергија кажано. даваме. Точно така. Ба, енергија околу масата и така, околу све. да. Многу ми се допаѓа. Вашиот начин на искажување, вашата маса. Да представувате вашата маса. Ама знаете, од многу зборење, мислам оти треба да здравиме и да Така е. почнеме да пробаме. Така е. Оти, Така. ако не почнуваме сега, Да. кога ќе се вратиме? Тога е тешко. Ајде за убаво. Ајде, на здравје, На на здравје. здравје. На здравје. На здравје. Кристи, Сега ќе почнеме. Ќе почнеме? Ајде, ќе почнеме сега. Да? Ајде, рипај. пошто рипај, ако треба да Рипам рипам на во маса, во Во вода, вода. да се освежам малку. Да, ќе свежи Еде. вако. Пошто ни препорачувате да почнеме да јадиме? Со што? А? Риба со гравче. Риба со гравче. Гравче. Ајде. Еве, може да ве послужам со Петулици. Ова е петулиците да. со ореви, така? Гледайте, Ова е перпат е. петулици И ова многу ми се допаѓа. Со ореви и со лукче. Да, и ова првпат ќе пробам ова со зелка. Да. Ова Тоа со зелка? Тоа со Да? зелка, првпат. Првпат ќе го пробаш, а? Пробаме? Уј, има тоа, да ти кажам право. Значи многу ми се. Ова да. е малку посебно. Да. Првпат што го одбирам тоа. Со ореви, вистина, со да. лукче, ама многу интересно, со палачинка со. Значи супер, постојано го супер. служиме. Да. Тоа е на устав да ни го бараат гостите. Да, варат костите, а? Кога е постојано се Да, прави и со сирење. Со сирење. Се додава сирење освен тоа. О, Ајде. И Може да мирисета биде и е сирење ефтен убаво, и кога е преубаво. постно со ореви и лук. Во ресторанот ви покрај пастрмка да имаме и крап и сом. Стаса за скоро и крапчето. Супер, супер. Ова е преубаво. Да, преубаво, Браво. ефтен. Значи, ајде пробаме Многу ми се вака. допаѓа. Да. На вистина. Топ. Јас со гравче, тавче, Ви благодарам. Ете ја. о, колку убаво. Е убаво ја. Да. Чудо. Мене ми звучеше малку Јас се скажам, специфично, ќе кажам ореви и јас лук. кога Чудна комбинација. Ама преубаво е.
навистина, ако додавате малку сирење, и биде малку кисел потака, со оревито, со Не, тоа луков. со сирење го правам без ореви. А, без ореви. Ореви и без лук, да. Само со сирење. Суди може би Макдоналдс само на направи. Ја мислам ти ако додавате малку. И во тоа оревот не е лошо да се додаде. Ма нема да биде посно. Аха, да. Ова сега претежно во постите го барам. Браво. Добро е. Јас кога дојдев во Македонија, не му се допаѓа шарма. Ама ова е од зелка, пошто мелџебе, пошто варено, пошто многу јадам тоа свежи. Ама ова многу слушам дека преубаво. Ова малку тешко да се јади со филушка. Да, мора со раце. Со рака најубаво. Да, со рака на его. Преубаво. Може и ние да се каснемеш. Преубаво. Ја мислам Што ти. да кажам? Да. Мора да продолжиме да јадиме. И со ова джо. Домашното Екипа. ракијата. Дојдете малку на маса, да јадиме Да. и на крај Да. ќе уживаме сите заедно. Така. Пред се. Ја имам неколку поклони овде, што сакам да ги споделам. Ви благодариме. За вас, фала многу за поканата, за таква убава маса, за тебе, за цел ден што поминавме заедно. И ние и благодариме Беше на Кристи што не многу- одбра да, како да, ресторан навистина. да не Ала, посетите. мило ми е. Сирење од нашите партнери, ми само ти го знаете, Президентот, президент Бавала. Секако кој не го Кажавте за питите, за такви ствари, повелете шефица. Така, ви ова за вас благодариме. има биено сирење, има овчус, има малку од све. Така, јас сум многу Така ќе бурен па пробате. љубител на сирење. Па и јас сакам многу. За тебе, Кристи, Благодарам. фала ви многу. О, Знам- витаминка. Чекај, Секако витаминка. Ти све што правиш, го правиш шо? Со срце. Така. Да. Тоа сакам да кажам. Така. Витаминка исто. Витаминка. Све што прави, Направам. го прави со срце. Така. А јас од срце. О, го фала, ви подарувам. благодарам многу, ви благодарам. Фала, Тука има фала. за децата, знаеш што внатре има неколку, фаќи видиш. Така, ќе Да видам, ти да, дам да и што има внатре, изненадување. оти тоа е изненадување. Да. Фала Супер. многу за Ви тоа. благодарам многу. Не треба да ме многу. благодарам. Знаеш што треба да правиме сега? Сега е ќе јадиме. Да уживаме. Назави. Ајде. На здраво. Фала, фала. Ајде, чест, чест. Опа, Чест. Опа. Ајде. Речи се со очи, така? Така македонците. А ние? Со очи. Се гледаме. После полека. Одиме понатаму. Опа. Здраво. Добар ден, гледачи. Епа да, денес се вративме од Македонски Брод. Поминавме, пак ќе кажам, преубав ден. Со Кристи, сите ја познаваат таму. Филипинка, што живее во Македонски Брод. Па не живее таму цела година, ама е дел, да кажеме, од приказната. Мажот е и од Македонски Брод. И навистина, таму се шета, си прави приказни, си прави све супер. Навистина, господијата е препознатлива. Ја знаете, така мала, па ја видовте, целата емисија беше со мене, шеф Марк, само така беше со незе. Се запознавте со мајкај, се запознавте со свекрвата, се запознавте со многу луѓе и на крај бевне во еден преубав ресторан, чифлик беше. Сакав да јадиме риба и навистина таму бевне презадоволни со рибата. Ни дадоа пастрамка, ни дадоа крап, преубаво беше. Затоа ми даде идеја денес да направам една пастрамка и како кажав, таму костените се многу познати. Дел од, како да кажам, од дрвата што се таму, што ги берат и све тоа, се костени. Арно оти во ресторанот имале костени, беа замрзнати, за жал немав свежи, ама си ги сварев денес и ќе ги спремам како начин, како еден пире ќе направам. Пире од костени. Овде пастрамката ќе наполнам со сите тревки што ги имам, ќе наполнам, ќе ја солам, ќе ставам неколку зачини и ќе ја ставиме во печка. Мислам оти најубаво е кога се прави нешто наједноставно. Да, наједноставно. Ама Марк, тешко наједноставно. Не можам. Проблем. Ќе мора да направам еден сос што ќе оди со тоа. Сакав да направам со вргани нема, сезоната ја нема. Ама, знаете, кога бевне во Конче, отецот имаше суви вргани, имаше од се. А јас ги издржив овде, се, суви вргани. Ке направим еден сос со путер
зачини од суви вргани, малку бело вино и ќе биде прекрасно. Ајде, доста зборење, малку готвење. Бла, 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 доста. Ке земам малку од Макдонос. Вала. Исто имаме малку од копар. Ке му ставиме парчиња од рузмарин. Све тоа ке му го наполниме стомакот. Ако јас го пунам со тоа, ќе наполниме пастрамката. Каква убава пастрамка. Свежа, црвена пастрамка, преубава. Ете така. Малку од помасоил, брилјант. Ете, пастрамката спремна. Вака. Ке ставиме малку од бело вино, да не се исуши. Вака. И неколку зачини. Овие зачини од Кумарово, каква работа ни прават за мене, многу сум задоволен. И овие малку, и вуаля. И уште, да не забореме, да не си суши кожата, уште малку од помас оил. Сега во печка. Знаете, риба не треба многу време. Јас ставам малку 10-15 минути, мислам оти ќе иде топ. Ајде, одиме во печка. За да оди побрзо процесот, знаете, канистерот овде со вода. Хоп, го додаваме и вуаля. Слушајте. Вода течи доле, пареа се прави, осем рибата ќе се печи и ќе се вари заедно. И тоа ќе оправи процесот да оди многу побрзо. Одиме 10 минути, гледайте. Се враќаме. За да продолжиме, ми треба блендерот. Ајде. Јапс. Ова. И гледате, со тоа, без тоа ништо не се прави. Ајде. Струја. Имаме овде каква кујна. Екипирана ваква сон од секој готвач. И од секоја домакинка, оди на вистина ова. Ајде. Што кажав, костените ги ставаме тука. Ми дојде една идеја, плюс мислам оти со костените ќе им става малку и ореви. Костени, ореви, може да биде убаво. Костените се малку како компири така. Оревите ќе му дават малку посебен шмек. Ќе додајме малку од млеко. Да. И ќе направиме еден убав крем, како биде како едно пире од свем, што ќе ни биде подлога за рибата. Ете така. Парче путер, президент, да ми го стегне се тоа. Хоп, вуаля. Ќе му ставиме малку од дафинка. И сега може да го изблендираме. Хоп. Супер. Топ. Точно што сакав. Се направи како едно пире, одлично. Да ќе облендира малку повеќе, да не ми остани многу малку парчиња така, ама убаво е. Ако се парчиња од ореви, ќе биде малку така крцкаво, преубаво ќе ми биде. Мислам оти е добро. Така. Ара. Еј да. Пак направив нешто чудо. Нешто што ми текне така на моментот. Чек да видам рибата како е. Се смеј. Ајде, одиме. Тањер. Прво, подлогата. Мала, пире од костен со ореви, малку путер, млеко и дафинка. Мала. Две кнедли. Мислам оти ќе можеме и 3 кнедли да направиме. Убави кнедли. Вака.
да изгледа на нешто, да биде убаво на око, не само на вкус. Секогаш кажувам од еден тањир, не како една жена. Многу пати го кажам, а не можам да не го кажам. Тањир како една жена. Зошто? Памтите? Оти тањир прво се гледа. Второ, се мириса. И трето, па се јаде. Па тоа е. Ајде. Ова е спремно. Рибата уште малку. Имаме време да го направиме еден убав сос. Ајде. Сосот, како кажав, ќе стопиме малку путер, ќе додаваме бело вино, малку од зачините, тоа од отецот, од конче, од врган и ќе направиме преубав сос. Валя. Да не изгори. На 7-8. Доволно е. Тоа е без најшто. Ајде. Целото путер да го употребиме. Е, така. Ова се топи полека. Во меѓувреме малку бело вино. Без сопот ништо не се прави. Сакам да давам врган. Има нешто друго што може да се додаде. Ете така едно парче розмарин, чисто така внатре, за да му го менјава малку вкусот. Врганот е овде. Сув врган. Чудо. Знаете каков мирис има? Навистина како да имате 10 вргани така пред вас и мирисат. Вау. Ова ќе додаваме во виното. Освен путерот ќе се топи полека, ќе се меша со путерот и ќе направи преубав сос. Така, шишето вино. Тука завршивме млекото. Завршивме дафинка. Може да додаде малку. Многу сакам дафинка, зашто мене ми е замена на бујон. Освен тоа е бујон. Сув бујон. Во прав. Епа. Го додаваме малку во јадењата што ги спремаме и не ни требат овие коцки и све тоа. Исто е. Исто е. Како е рибата? Му треба уште малку време. Епа. Тоа е тоа. Убаво парче риба. Ја видовте, ова е 400-500 грама. Парче риба, огромно. Јас препорачувам 15 минути максимум. Зошто од инат тоа, месото од рибата се суши и навистина више не е тоа. Многу сакам кога месото се двои така од како да кажам, од коската и тоа е најубаво. Ја сечете така од грбот, го вадите малку кожата, ставате сос и како кажав, како една жена. Ете така. Ова се меша. Гледате како се меша. Чисто, лесно. Да. Ова ќе направи преубав сос. Жал ми е за вас. Сегаш кажувам, треба да се најде еден систем на луѓето кога гледат телевизија, да може да чепка така на страна и да дојда на мирисатот, и тоа е нешто што треба да се измисли. Да има телевизија што ви дава не само слика, а ми дава и вкус и мирис. Не знам, кинезите не го измислија уште. Сигурно ќе дојде еден ден. Ете, гледате сосот. Сама се сгустува и спремна е. Валя. Ова. Епа, вау, завршена е пастрамката. Супер. Одлично. Многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам, овие рерни се врв. Ви покажав, малку водичка, се додава, се печи, се вари, во исто време имаме резултат врв. Сега имам еден проблем. Тањирот е премал за пастрамката. Ќе мора да направам едно филет, да го ставам во тањирот и да го полијам со сос. Вуаля. Тоа е тоа. Кога се прават мали тањири
и големи пастрамки, мора да се снајдеме. Ама мене не ми е проблем. Ајде. Прво, што ќе направиме, ќе ја соблечиме пастрамката. Ете така, ќе извадиме кожата. Гледате, сама се вади. Така. Хап. Вуаля. Од тоа ќе почнеме со грбот. Гледате како се вади. Убаво парче грб. Ќе продолжиме со останатокот од грбот. Така. До крај. Овде стомакот. Не може да знаете како убаво мириса. Сите тревки што ги ставивме заедно во стомакот ми доаѓаат тука каков мирис со нането, со све. Вау. Чекайте сега. Ова ќе оставам позади. Гледайте како е пастрамката. Сосот се направи, како ви кажав, со путер, малку бело вино, врган суф, го приливаме рибата и мора да пробам. Македонски брод беше еден прекрасен искуство. Фала многу на Кристи, што ни покаже преубави места. Целиот круг го направивме од Македонски брод. Се видовме, се запознавме и со градоначалникот. Сме поканити да дојдеме нареден пат на Костињада. Ама ова Епа Марк, сам себе се чудам. Оти на вистина целата љубов не стаje во тањерот. И резултатот е феноменално. Пак да ви кажам за денеска, жал ми е, mission completed. Завршуваме во преубавата кујна од Прима Мебел, Нептун, Карес, Беко и сите наши партнери. Ви благодарам што не следевте до сега, ама продолжете да не следите на YouTube, Instagram, Facebook и тука сме за вас.